Добредошле во ново издание на politikanti.mk. Со мене Саша Ордановски. Со мене Боријан Јовановски. Боријан, ми викаат некои од слушателите, пошто веќе имаме реакции и така натаму, мене барем бројни ми се јавуваат луѓе и така, дека многу се представуваме пред секоја тема и така, ве знаеме, вика, нема потреба да се представувате. Добро, чисто една пристојност која се обраќаш кон некого, не е инаку, да. Добре дојде, кој ќе му кажеш на некого, е ред да кажеш од кого е добре дојде. Инаку мене точно е по глас ме препознаваат некогаш кај луѓе кои ќе се јавам Боријан Јовановски. Да, ми текна гласот познат. Боријан, зашто разговараме вечерва? Па сашто ја мислам дека ова недела вака мене впечаток ми прави ова едно, ако можам да кажам, радикално подигање и интензивирање на една добро позната стара антиалбанска реторика од страна на ВМРО ДПМН и тоа едно препукување со ДУИ. Мислам дека вреди да обрнеме внимание да го проанализираме. Тоа е и втора работа која секако мислам дека треба да се осврнеме во ова наше издание на Политиканти. Годишнина е од почетокот на она брутална руска агресија. Така е, точно 24 февруари е петок, кога и овој сет, ова епизода на Политиканти ја правиме, ќе се осврнеме на тоа. Инаку да бидам искрен, ова точно ти е забелешката за ова интензивирање на оваа антидуи, која преоѓа и во антиалбанска реторика од страна на ВМРО. И таа мислам дека е резултат на неколку фактори, ако вака од страна можам да ги фатам сите конци. Прво, очигледна е една соработка која што оваа огнена група во ДУИ ја има со некого од ВМРО, каде што ги феруваат разноразни податоци, особено за Артан Груби и така натаму, што овие потоа од ВМРО ги користат за дискредитација на председна Артан Груби, а и на ДУИ, бидејќи тие се во принцип лути на ДУИ, бидејќи тој им е нивниот партнер, они со ДУИ десетина години владеја заедно со една максимална контрола на изблиците, подигањата, спуштањата, кревањето на интензитетот национализмот, бидејќи двете партии се националистички, мислам, без разлика што тврди ДУИ за себе и така натаму, и тоа им одеше феноменално додека беше Груевски, Али Ахмети додека беа на власт. Памтиш, едни ќе дигнат крстови, други ќе дргнат орели, метални, едни ќе се степаат ваму, други ќе пуштат одма контра, Артан Груби, нели? Така е на прекариерата. На прекариерата. Потоа они ќе ја направат драмата и потоа ќе се прогласат за смирувачи на драмата, дека они успеале да во суштина, она што е битно е дека едно од најсилните, да кажам, политички котви на ДУИ е прашањето што тие се контролори на албанскиот национализам и интензитетот во македонското општество. И што е право, тие тоа го фатија многу цврсто тоа прашање, тоа е да кажам водечкото прашање меѓу албанците во политичка смисла, особено кога доаѓаат избори. Точно ДУИ знае кој интензитет која доза да направи, секогаш е тоа со некакви обланди од, не знам, тирански платформи, прв премиер албанец и така натаму. Одеднаш еден Бујар Османи кој вака многу цивилизирано делува и така натаму, кој ќе стане партиски портпарол за избори, станува националист, како да ти кажам. Тоа не го разбрав со партиски портпарол и министер за надворешни. Па тоа го тераат, нели, партијата. Артан Груби истото тоа, вака кога го слушаш, шеф на политички систем у владата и така натаму, многу цивилизирано делува. Дојдат ли избори, они почнуваат тука ние јазикот нацијата, знамето, албанците и така натаму. И тој пинг-понг што го прават со веќе во една долга традиција, да кажем, сега некако ВМРО како да им се кивни, како да им се лути, што не успеваат да ги привлечат на своја страна. При тоа, морам да ти кажам, се изненадив пред ден-два, ја слушав пресконференцијата на Таравари. Таравари толку силно излезе со аргументација против ВМРО дека тој национализам што го промовира, всушност антиалбанизам што го промовира ВМРО, на крајот ќе придонесе да ВМРО ќе остане на крај, сами ќе останат со левица да прават влада, а не знам дали таква влада воопшто можат и дали воопшто сакаат да направат. Зашто сакам да те прашам, вака просто јас дилема си имам, па може ќе ми помогнеш да ја расчистам. Нели спомна, ова не е прва епизода од тој тип на националистичка реторика, да. Но обично тоа се случуваше како предигра за или најава дека ќе се оди на предвременни избори. И се тука има мала дилема. Што мислиш, дали ова е некаков, можеби,
едно комплот, ако така може да го наречам, меѓу ВМРО и тој, да се направи криза која ќе одведе до продремени парламентарни избори. Артан Груби и официјално, практично, ние ова го снимаме во четврток вечер, попладнево им предложи на ВМРО, ајде да го изгласаме уставот со промените за бугарите и да одиме на избори. Во суштина, мислам дека Дуи е тој кој што ќе одбере момент кога ќе ја растура владата на Ковачевски. Се разбира, они во нив е секогаш, да. Кај нив е клучот за стабилноста на таа влада, тоа го разбира Мицкоски и ВМРО. Тие мислеа, сигурен сум дека позади сцена течат комуникации разни, тие не се од вчера, и во политиката тоа е веројатно така и треба да биде, нема околу тоа никаква забелешка. Меѓутоа оваа ескалација, па ти гледаш со Талат Џафери инцидентите у собрание, тоа е, речи се степаа со Јанушев на говорница и така натаму. Мислам дека е тоа една искрена позиција од страна на Дуи, се чувствуваат навредени, нападнати и така натаму, но ние сме виделе како националистите меѓу себе одлично се разбираат кој ќе дојде време за избори и кој ќе сватат дека тоа носи гласови кај едните и кај други. Моето разбирање во еден друг контекст, ја мислам дека ВМРО ДПМН сега со ова националистичка реторика се обидува да ја избегне темата Европска Унија, бидејќи они некако оваа влада како и да испадне, мислам, ова ново мнозинство, не знам дали забележуваш дека алтернатива вика не, лути сме, што не сме во владата, односно од позициите кои им се понудени и така натаму, но ако забележа, доста зрело се поставија во однос на таа ЕУ перспектива и велат, да, ние сме тука, ако треба за тоа, ние остануваме. Па добро, ама они се политички мртви ако тоа не го кажат. Имено, јасно. Да. ВМРО ДПМН тука мислам дека ја предчувствува таа изолација од албанскиот политички фактор, без која се разбира малку е незгодно, не знае што баш ќе прави и да победи на изборите, како и да победи, бидејќи без албански коалицијски партнер ќе има проблем. И во таа смисла, воопшто да превенираат една најавена, доста дискретно стратегија на Дуи, мислам и СДС во една корелација Ахмети и Ковачевски, а тоа е да се оди на избори со еден проевропски блок, кој ќе рече, одиме, ние сме сите заедно купче, веројатно и на председателските избори така се настапи, одиме сите заедно купче, промена на уставот и влегување во втората оперативна фаза на процесот на преговорите. Мислам дека ВМРО ДПМН од тоа се плаши и дека се обидува таа дебата да ја однесе на теренот на национализмот кој ќе со тезата еве СДС им ја даваат, им ја продаваат државата на албанците. Што е се разбира опасна теза, но веројатно, не знам, они ги имаат анализите кај нив, со која цел тоа би го правеле. Кога си партија чија што гласачка база, чија што главна идеологија, политичка, да кажем, платформа ти се темели на национализам, тогаш се разбира дека тоа е поидовната точка на разгледување на сите перспективи понатаму. ВМРО сега во овој момент вели вака, на крајот нас не е битно што поскоро на избори, на националистичка платформа да освоиме што повеќе гласови, а потоа ќе се секираме кој ќе завршат изборите и кој ќе се преброиме, кај ќе правиме компромиси со кого ќе се договараме, тоа барем во македонската политика никогаш не било проблем да се направи, ако ги имаш позициите за преговори. Тогаш и предстранскиот фактори ќе излезат и ќе речат, слушајте, ова е фактичката состојба на теренот, ние сме супериорни во оваа, да кажем, бројчена смисла, ај се да видиме на што ќе не терате вие компромис направиме, ќе се договориме, не се кирете. Да те потсетам се. Затоа и мислам дека тоа не можат они сега да го прават пред ова, затоа што на тој начин би се претопиле во еден речник, во една платформа која они не може да ја контролираат. Други има кои што на таа платформа ќе добиваат гласови. Околу ова избори и така натаму, ја само кусови се навратили на минатиот муавет, да подсетам, значи, стварно е, мене впечаток тоа би прави, ако се погледне историјава, немаме ние многу, од историја, од избори и демократија. 98 добиваат со една проевропска демохристијанска агенда, 2006 големата победа исто е со една европска агенда. Никогаш ВМРО ДПМН не ја променило власта и не дошло на власт со националистичка реторика. Мислам,
ако смеем да чисто забележам, како 98 година тие ги добија изборите и заради големата бламажа во СДСМ со Бранко Црвенковски, тоа се оние, да кажем, години кога СДСМ се бузлевизираше, ако смеам да го употребам, тој се вака една описна метафора и така натаму, и постоеше една големо разочарување во јавноста и заради приватизациите, заради криминали и така натаму, така што тогаш ВМРО предводено од Љупчо Георгиевски, да, отидоа на една демохристијанско националистичка платформа, ама многу работа им заврши СДСМ. За така да поминат изборите како што помина. Да, познатите куини во 2006 не заборави, Бранко Црвенковски направи се за Бучковски да ги изгуби изборите, направи самото СДСМ, тогаш го спроведе онаа формула за нова територијална поделба, која предизвика повторно еден националистички брани, една голема дискусија во општеството, заради што СДСМ изгуби. Повторно беа тоа години со низа скандали, афери и така натаму, тоа добро го памтиме, и сакам да кажам, не беше во тие 2 години преломник што ти ги спомнуваш, мислам дека не беше јачината на ВМРО, па дури ни платформата нивна изборна толку битна, колку што беше разочарувањето. Добро, чисто едно подсетување дека сепак они се наметнуваат или успеваат да ги придобијат гласовите на неопределените, да речем, кога одат со проевропска агенда и тогаш прават значаен резултат. Но добро, сега тоа може и да се промени, нели? Чисто само мало подсетување. И да, уште нешто, Сашо, мислам дека исто така ВМРО има со оваа агенда националистичка оди во еден страв од губење на нивното членство, бидејќи колку што разбрав ја од луѓе нивни, имаш, например, масовно во општински некои комитети луѓе преминуваат во левица. Например, еден вакан детај, керката на Љубиша Георгиевски, да речеме, која беше истакната ВМРО ДПМН, ми велат сега, треба можеби да се провери, да не тврдам, но луѓе од ВМРО, дека е премината, дека е веќе активна во левица. Така што делумно и тоа е. Но, знаеш, па добро, во известен смисла и Таравари самиот во оваа реакција што ја спомнав и така натаму говори дека во ВМРО има една конфузија околу која платформа треба да се застане. Тој го обвинува Александар Николовски дека е таму една струја која што е прилично источна и така натаму. Тоа Таравари го тврди, дека има дисонанца, несогласие во самото раководство на ВМРО и така натаму и така натаму. Се од друга страна Таравари до вчера беше со нив, нели ќе правеа ново мнозинство, нели беа партнери, нели он беше, да кажем, посекуваната варијанта, така што претпоставам дека нешто од тоа го знае и од внатре. Во секој случај, Борјан, може би со тоа е теза што секако ќе разговараме во разни други прилики. Во Македонија се доаѓа или се губи власт заради гласовите на отприлика 150.000, да кажам, независни гласачи, кои што се во принцип полиберално настроени и кои што ако излезат на гласање, во принцип во поголем дел гласат за СДСМ ако им се допаѓа наративот на СДСМ, или бираат да не излезат во поголем дел на гласање и тогаш ВМРО ги превзима нив. И мислам дека овој непостоечки наратив од СДСМ за таа, сега веќе не знам колку се, бидејќи многу народци замина, многу престројувања и така натаму, но тоа е едно гласачко тело кое прави разликата за тоа кој владее со Македонија. Тоа е и мултиетничко, е во принцип е подобро образовано по статистичките, по истражувањата што ги гледаме, во принцип е поурбано население, така и не е она, како да кажеме, на партиска инсталација која што магаре да врзе за магаре ќе гласа. Луѓе со интегритет, граѓански. Луѓе со интегритет. Добро, во врска со тоа се луѓето, она што го спомнав пред малку, кои не би сакале да видат партија која има тотално блури, магловита перспектива за ЕУ. Мислам, со цел критицизам кон ЕУ и така натаму. Мислам дека се они сега прилично, овој круг за кој говориме, е прилично анестезиран. Луѓето се разочарани, либералната платформа во Македонија практично мртва, сите дебати се водат на националистички теми, СДСМ игра во 16-тетникот на национализмот,
таму гледа да ќари поени, таму нема поени за нив, не успеваат да произведат друг наратив со кој што ќе врзат на поголема непартиска, да кажам, гласачка евентуално база и така натаму, и ова е резултатот. Суда само нема по тоа прашање, нема, не знае што да каже, нема никаков наратив. Да, и тоа ги остава тие луѓе во една лимбо позиција. И како најава сега за другава тема, Сашо, исто ме чуди малку од ВМРО ДПМН, бидејќи сега оваа националистичка реторика која е закана за меѓуетничките односи, кои се пар екселанс, нели, фундамент на нека стабилноста елементарна на Македонија, малку ме чуди што го прават во едни констелации геополитички доста комплицирани, како што е ова што се случува во Украина. Се враќаме во политиканти.мк со мене Сашо Ордановски. Да се представиме. И со мене Борис Неваровски. Борис, рековме дека продолжуваме со оваа, да кажем, лоша тема, меѓутоа тема која што мора да се изразговара, тоа е годишнината од нападот од инвазијата на Русија на Украина. Го гледав говорот на Путин пред некој ден, повторно во една многу, како да кажем, една атмосфера која што баш онака му личи на еден таков диктаторски пристап, да кажам, со публика која е 30 на метри оддалечена од него, со еден хистеричен националистички наратив во кој што погласува дека цел свет, цел Запад е против Русија, дека всушност Западот ја почнал војната во Украина, мислам, онака на се што се изнагледавме, и успева да ги фалсификува, сега успева за руската јавност, веројатно и така натаму, успева да наметне еден наратив дека прашањето на војната во Украина е прашање на постоење и непостоење на Русија, ако всушност е прашање постоење на Путин и неговиот режим, а не на Русија. Русија сепак земја, држава и така натаму, која ќе сигурен сум ќе продолжи да живее и да постои после кога ќе го нема Путин. Навистина е, како да кажам, трагична е оваа ситуација која што се случува и на која веќе се навикнавме речиси година дена, бидејќи вестите од таму што доаѓаат се со една траурна слика, стотици илјади мртви на едната, на другата страна. Да, ќе го погледнеш, ужасни разрушувања. Ќе го погледнеш билансот, мислам, после година дена, што он направи, он го има од Донецк, каде што, речимо, anyway беше тоа под некоја сива зона, тоа украинците не го контролираа. И сега види, ќе го НАТО, ако се сеќаваш со Трамп кој го прогласи НАТО за обсолит и така натаму, НАТО наеднаш доби нова смисла. Не само што не пропаѓа НАТО, туку се зајакна со нови две членки. Финска и Шведска се придружија. Европска унија просто да не веруваш каква е кохезијата у Европска унија. Јас Европска унија кој толку години ја следам, ја не сум го видел на единство. Имаш истражувањата на јавно мислење покажуваат 75% поддршка во Европската унија за украинците. Америка која е поларизирана уште, тоа останува. Сепак имаш една ситуација во Минхен, се појавуваат 30 сенатори на конференцијата во Минхен, 30 сенатори од републиканците и демократите демонстрираат едно многу јасно единство околу целата. При тоа Путин тврди дека Украина не постои, а едно е сигурно, после оваа војна Украина и да не постоела, сега апсолутно постои како народ и како држава. А Зеленски станува Черчил. Апсолутно, како една стратегиско пробашување од огромни размери. Гледав едно истражување на јавно мнение кое пред 2 дена го објавува Европски центар за надворешна политика. Коментарите се на тројца прочуени, да кажем, аналитичари, Тимоти Гартонеш, професорот од Англија, кој што инаку не знам колку е експерт за Русија и за Украина, со многу книги напишани на таа тема, Лари Дајамонд, кој што е еден од главните луѓе кој стои зад многу важни демократски проекти, и нашата, да кажем, главна извозна интелектуален производ Иван Крастев, кој што се прослави на западот, таа потекнува од балконот, бидејќи е бугарин, така. Излегува со многу интересно истражување големо, кој што е направено во многу земји во светот, и нивните заклучоци се неколку, ако смеам да ги интерпретирам, бидејќи добро е сите што сакаат да го видат, го има на fcr.com
Комли, Оргли и така натаму каде. Мислам дека Значи, истражувањето покажува дека војната на Русија во Украина го консолидираше Западот. Значи, тоа што големо мнозинство ова што го говориш на особено европејците во 30 на земји во Европа, мнозинство од граѓаните стојат на страната на Украина, мислат дека Русија треба да загуби војната, бидејќи им е јасно дека само тоа може да биде гаранција за некаква мирна, потоа демократска разврска и во самата Европа. Драстично се разликуваат ставовите во Кина, во Русија се разбира секако, меѓутоа во Кина мнозинство населението мисли дека што побрзо треба војната да заврши. Значи со некаков договор кој може да подразбири губење територии за Украина, но дека они не може тоа. Тој став го делат и индиците, а и Турција. Занимливо, бидејќи во Турција мнозинството од тамошните граѓани преферираат брз крај на војната и дури по цена Украина да биде, да кажам, губитник и да мора да отстапи глава име на турците, не име пријатно. Комплексна е таа дебата која сигурно би ја воделе долго време ако влеземе во тоа. Така што ги гледам вестите за посетата на министерот за надворешни работи на Кина во Москва денес, вчера и така натаму. Гледам најавата дека може да и председателот Ши ќе дојде таму. Шпекулациите се со што Кина и помака на Русија. Мислам дека се изначитав доволно извори кои велат дека кинезите ништо суштински воено не ја помагаат Русија, осим што и купуваат се повеќе нафта енергенци за поевтини цени, се разбира, отколку Западот. Ако дозволиш... И само уште да поентирам, има благи најави дека е можно Кина на Путин да му предложи некаков мировен план кој не знам овој дали ќе биде во состојба да го отфрли. Тоа е во најава. Тоа е во најава, бидејќи веќе толку е седнат во скутот на Кина што не сум сигурен дека министерот за надворешни работи, како им се вика тоа, не знам, во Кина и тоа го најави во Михен дека ќе излезе наскоро со план. Не, големо остравување, официјална изјава има Борел кој вика доколку Кина влезе со вооружување да ја помага на Русија, дека тоа би ја поминало црвената линија. Мислам дека таква расположение покрај најавите американците во Кина нема, ниту мислам дека русите очекуваат, бидејќи ги слушам и руските аналитичари, Кина не е на западна страна, ама многу внимава што пре, бидејќи се плашат од секундарните санкции кои што може да ги погодат. Да не заборавиме, главните трговски односи на Кина се со Европа и со Америка. И тоа неспоредливо во огромни цифри, поголеми отколку со било кој друг, вклучувајќи и Русија, со кој што инаку ја дуплираат трговијата во последната година, ама тоа се уште мали цифри за да можат да представуваат преориентација на Кина стратегиска во смисла да застане антизападно и така натаму. Тоа кинезите не. Да се враќам на билансот исто, тоа исто ми направи впечаток, па се во година дена за да влезеш во тие територии каде што се русите кои и така си мешетарел по нив, види се билансот е официјалната руска бројка е 6000 мртви војници руски, украинската е 140.000, Медуза, која е независен руски медиум, тврди дека, тука е украинска пропаганда, руска пропаганда, Медуза тврди дека станува збор за околу 100.000 сепак загинати руски војници. Тоа е погубно за... Ја не знам дали ја следиш последнава недела расправата на Пригожин, на Вагнер. На Вагнер, шефот и куварот на Путин, која што ја води директно со Министерството за одбрана на Русија. Ја знаеш ли биографијата на Пригожин? Ги знам јас во детали сите тие работи. Дечкото е лежал во затвор за провала, а потоа бил келнер. Така, ама истовремено неговата Вагнер групација во овој момент тој тврди дека е предмет на предавство, дека руската војска не им праќа ниту транспортни средства, ниту муниции и така натаму. Рускава армија излезе со деманти. Сакам да кажам, се случува една жестока полемика во најчувствителната фаза на поставеноста на двете страни и на фронтот кој русите се обидуваат да го држат за да наводно почнат некаква офанзива. Прашањето кое сега ми се чини е суштинско, а кое што го читам и од говорот на Путин и од тоа се што го прави, тој мисли дека времето работи за него. Види, мене ми изненади, го слушав... Во која смисла, он мисли дека едноставно тој нема проблем уште 100.000 руси да загинат. Он чека да дојдат изборите во Америка и да се распадне единството на Запад.
И он вика што, колку уште треба, уште година, нема проблем. Дај уште 200.000 души на фронт. Тоа што го зборував, мислам дека оваа негово однесување му ги намали шансите на Трамп да биде кандидат на републиканците. Мислам дека републиканците токму заради Путин нема да излезат со Трамп на... Во ноември почнуваат изборите во Америка, тие трајат по година дена, ќе видиме како ќе оди, таа е посебна, ќе се навратиме ние и на тоа, до тогаш ќе има... А за прогнозите, Сашо, го слушав подсекретарот за поранешен подсекретар во Пентагон за разузнавање. Он тврди дека Путин воопшто нема намера да се откаже од планот да ја освои, да оди на Киев. Дека тој план за него е уште активен. Не се нема предпоставка како ќе го оствари, бидејќи он навистина све направи што можеше направи. Остана уште атомско оружје да употреби, а мислам дека после се не е таква будала. Он може живее во некоја виртуелна реалност, но тешко е да се предпостави дека ќе оди со атомско оружје. А како ќе оди... И во својот последен говор, тоа повторно, еве, денеска ми се чини дека разговараме, он веќе издава наредби за зајакнување на нуклеарните сили на Русија, излезе од договорот за контрола на нуклеарно вооружување. Тој си игра со тоа, бидејќи, види, Боко, во суштина се работи за порака до Западот. Тој знае дека тој вид на пораки во Западот внесуваат збунетост, има аналитичари кои викаат, гледате, ова може да биде страшно и така натаму. Значи, без разлика што е двигателната моќ на тоа, тој сепак тоа го прави во оваа фаза барем апсолутно пропагандно. Бидејќи тоа му е поважно, тој игра и се коцка на тоа да го подрие, да го наруши единството, бидејќи неочекувано, претпоставувам и за него, не само НАТО, не само Европската унија, туку и западните јавности навистина се уште реагираат и цврсто стојат на ставот дека ова што го прави Русија, дека тоа не може да заврши на начинот како што го посакува Путин. Околу прогнозите, велат дека, го цитирам, заборев името стварно како му подсекретар во Пентагон за разузнавање, дека војната сигурно 2023 ќе биде клучна, но дека нема да заврши во 23 година и дека тоа ќе потрае, дури мислам дека и Блинкен има таква изјава дека нема ни опција за некакви договори, преговори за мирно решавање, така што оваа 23-та ќе биде исцрпувачка, ќе имаме уште една зима во 23-та, но еве уште една работа добра која произлезе, мислам ако воопшто нешто може да има добро од војна. Околу енергетската зависност, Европа после долго теоретизирање на таа тема околу енергетската зависност, овој пат, оваа зима, односно пред зимата, се фокусираше на изнаоѓање на алтернативни извори. И пази го сега овој бум секаде по Европа со, не знам, овие LPG, газ, соларна енергија, па и кај нас тоа се случува. Да. И мислам дека за другата зима веќе ќе биде на Европа полесно во таа смисла. Да. Мислам, ги забрза тие процеси на оваа како да не, и тоа наспроти сите претпоставки на Путин и на неговите советници, кои неверојатно како потврдија во сите стратегиски процеки. Меѓутоа има еден контекст друг кој кај нас многу малку се говори, Борјан, и јас не гледам дека во јавноста тоа воопшто се дискутира, а кој што е директно во врска со она што Путин цело време го кажува дека американците ние се бориме со НАТО, американците се против нас и така натаму и така натаму. Луѓето овдека не сум ни сигурен дека знаат што значи нешто што се вика Ленд-лиз програма за помош која американците ја правеа за време на Втората светска војна. Имено, мислам, тогашниот претседател американски Рузвелт во 41-та година во март месец стартува една програма која траеше практично се таму негде во септември, крајот на 45-та, која значише огромна помош на Европа пред се, но и на цела листа други држави околу водењето на војната против фашистичка Германија. Најпомогната земја беше, се разбира, Велика Британија, заради Черчил и така натаму. Втората на листата е Советскиот сојуз, односно русите. И ако можам само да ти прочитам што се они добија за тие 3-4 години, кое што помош во денешни пари изнесува пресметано околу 180 милиарди долари за Русија. Значи, од, не знам, 400.000 возила им дадоа, джипови, камиони, машини, не знам што. 14.000 авиони им испорача американците за тие 2-3 години.
8.000 трактори, 13.000 тенкови. Пази, германската армија во Втора светска војна ја тргна Хитлер у војна со 35.000 тенкови на сите фронтови. Американците и британците кога ја покренаа војната индустрија во време на Втора светска војна произведоа по 85.000 тенкови. Само на русите американците им дадоа 13.000 тенкови за тие 2-3 години. Каков Сталинград е, жртвите и храброста на рускиот и на советските народи е огромна. Меѓутоа без оваа суштинска помош, не знам, 107.000 тони памук и памучни ткаенини, околу 3 милиони тони на нафтни производи. Тоа требаше... Тоа е сепак фрапантно како е малку познато тоа. Стотици локомотиви и вагони. Тоа се носеше со бродови преку Атлантикот кај Владивосток, се истовараше во Азовско море, неверојатна. А Путин ако забележа во говорот, вика Европа е наци, ние сега се браниме од нацизмот, пошто цела Европа беше нацистичка. Сталин му се заблагодари на Техеранската конференција на Рузвелт за таа помош. Хрушчов во мемуарите пишува дека без тоа Русија немала победи. Маршал Жуков се возеше цела Втора светска војна амерички джип. Ако дозволиш една мала... ништо друго. Мислам, како да ти кажам... Еден мал детај околу ова. 1,5 милиони кебиња им дадо. Да. 30-40.000 пара чизми. Мислам, не можам да ти објаснам колку илјадници тони на храна. Милиарди на долари. пченка. 180 милиарди долари. Сега американците им ветуваат на украинците 14 тенка. И никако да им ги И испорача. никако да заради ова. И Путин вика, ова цел запад продија срам да име не уствари се. Мислам, срамота. Една мала пикантерија околу ова. Мислам, не е пикантерија, битен детај, сериозен детај. Черчил, нели, му го пробива на Хитлер кодот, енигма, и му ги фаќа сите, практично му ги чита тајните пораки. Во 41 година, кога Хитлер иде, тоа се случува, една од првите пораки која му ги фаќа кога иде на Југославија и Грција. Да. Меѓу другото, ги фаќа пораките кога Хитлер ја спрема офанзивата на Русија. На исток, и им ги дава сите информации, му ги дава на Сталин, вклучително и оние кои се прават за време на операцијата. Но на Сталин, тоа е интересно и тоа се знае, не му кажува од каде му е изворот, односно дека го пробил кодот на Хитлер. Дели, сепак и му вика, ја имам сериозен разузнавач кој мене у Берлин се ми кажува за овие работи. Но како и да е, тој тип на разузнавачки податоци, еве сега, например, велат дека Киев е спасен, поради тоа една господја, ја слушав, инаку вклучена во ЦИА и така натаму во некои програми, кажуваше дека одбраната на Киев сега е исклучителен пример за соработка меѓу разузнавачките служби и кога ќе имаш информација, превенираш, се поставуваш на тој начин. И то, меѓу другото, Сталинград, сите тие, рускиот народ апсолутно храбро се борел таму. Меѓу кои многу украински жртви, и украински жртви, разни советски држави, републики и така натаму. Ова би требало исто така да биде многу добро познато. позната Занimljivost. Иначе таа програма ја водеше еден дипломат, Хари Хопкинс се вика, кој што е првиот директор на тој Ленд-лиз програма и така натаму, кој што па за дивно чудно левичар по своите убедувања и со Сталин, пошто се истоварил да преговара и да ги шо ви треба, све ќе ви даеме, практично тоа било. Само еден производ на русите не им требал и го одбиле. Тоа се уреди за деминирање. Бидејќи тогаш им рекла, видите, ние за тоа не користиме уреди, кај нас луѓе пуштаме и така деминираме. Мислам, трагично е, морбидно е, ама тоа ми се чини и денеска е стратегијата на Путин во овие напади со, како да кажем, со едно топовско месо, каде што се... Страшно, зашто 500.000 луѓе избега од Русија. 500.000 луѓе, кој можеше избега? Така е. Јас правам со луѓе од друг тип на профили, експерти, не знам, инженери и така натаму. Ти кога ќе изгубиш десетици илјади инженери, млади луѓе во полна сила, многу од нив повеќе нема да се вратат у Русија, па не се произведуваат тие кадри ни за 10, ни за 15 години. Тоа искуство не ќе може да се намести. Тоа се луѓе кои имаат инаку кои средна класа, кои имаат можност да отидат, бидејќи голем дел воопшто немаат можност. И тоа оди на запад, каде што се работат за запад. Мислам, неверојатна една плиткост.
кинезите нешто од тоа, особено околу ова IT технологија и така, веројатно му надоместуваат на Путин, бидејќи види Русија ни греалки не произведува. Мислам, како да кажем, ни телевизори не прават се, тоа мора да купат ја од исток, ја од запад. Нафтата е бизнисот, сериозен. Знам, ама кога ќе се подпрес целата економија да ти зависи во моментов над 50% од енергенси, а цените на енергенсите паѓаат, башка капацитетите за пренос на енергенси помеѓу Русија и Истокот неспоредливи се со големината на капацитетите меѓу Русија, Европа, Западот и така натаму, значи тоа треба сега децении за правење на автоводи, гасоводи, не, тоа така ние ќе се договориме, ама тоа трае уште кој знае колку години. Пашка, види, не сум уопште сигурен колку е Кина подобар партнер за Русија отколку, да речеме, Германија. Во секоја смисла. И како политика, и како начин на владење, и како платежност, и тоа не сум сигурен. Да не заборавиме, на тема ова, мислам, стварно е впечатливо ова што го раскажуваш. Тоа е стварно непознато скоро, барем во нашиот јавен простор, ова за таа помош на гледам дека никој не спомнува, види. И сакам да ти кажам, зборувајќи за тие наративи, отсуството и вакуум на наратив, еве и оваа власт, она е проукраински, про-ЕУ, прозападна и така натаму, со една отворена поддршка за Украина, што е окей, фајн, но забележи ги, видите, немаш ниеден брифинг во Министерството за одбрана. Оди министерката, има состаноци, совет на министри за одбрана НАТО, министерот за надворешни оди на членка на НАТО сме, внатре сме. Мислам, тоа сепак се прави, новинарите ќе ги брифираш. Види во јавноста, сем некои медиуми кои имаат странски пари со странски проекти, го прават оној дебанк, лажни вести, демаскираат и така натаму. Инаку немаш ти ниеден институционален друг наратив кој се гради во смисла, а да не збориме за образовна едукативна програма, каде што документарна програма, каде што ова би било тема. Државната телевизија нема, радиотелевизија нема дописник у Киев. Не, нема ни еден медиум, да. Имаше само вие имате. Кристина Атовска од утрински брифинг од еден мал, како да кажем, алтернативен медиум, испративме дописник, храброста и професионализмот на Атовска се стварно за воодушевување, 3-4 месеци, види, никој не почувствува дека треба да се оди да се види. Што ќе ти се тебе курсеви за антируски расположенија, за детектирање, прати 5 дописници секоја телевизија таму и да видиш тоа кој ќе се пренесе секоја вечер како изгледа на терен, каква е таа пропаганда. Јас сум фрапиран од тоа страшно, мислам, страшно. Наратив кој мора да биде институциониран за да ја поддржи таа декларативна политичка поддршка која не го разбира тоа. Види, јас да Славјанка, да речеме, за министерката за одбрана, мислам дека жената навистина многу коректно тоа и многу добро го прави, барем ова до сега. Океј, Сашо, ама ова се да не се однесат медиуми на овој вид на настани. Тоа важи за Ковачевски, тоа важи. Значи тоа е едно, не е тоа само затоа што не ги носат, абе ги игнорираат, не ги сакаат. Како да ти кажам, ти гарантирам дека Ковачевски не сака да има медиуми таму. Затоа и ги нема. На самити на НАТО, и после се чудат што имаат проруско расположение во јавноста, бидејќи тоа проруско расположение е жртва на оние куп српски портали кои ги препишуваат овде неколку наши кои земаат по некоја рубља. Ако смеам да кажам и нешто друго, едно друго искуство, е баш Кристина Атовска имаше изложба пред пар месеци на фотографии. Мислам дека едната недела ќе има и премиера на филмот нејзин за Украина во, мислам дека во Милениум ќе оди, и убаво е вака да го најавиме. Имаше изложба на фотографии од нејзините престои по украинските боишти и така натаму. И еден странски западен дипломат ме прашува, бе, пошто знае дека е тоа утрински брифинг, јас и така натаму, вика, бе, Сашо, ние ова го помогнавме ли? И јас на тој дипломат висок, иначе, ајде сега да не кажуваме имиња и така натаму, слушај, вие не помагате новинарство во Македонија. Вие помагате тренинг у Охрид од 3 дена за дигитална, не знам, писменост. Вие не помагате да можам ја да купам. Знаеш колку чини на црно панцир? 600 евра, 700 евра. И нема фискална за тоа. Нема фискална, ја не можам да му доставам сметка. Знаеш колку чини шлемот на Атовска? Не може да се најде тој, не влегаш у продавница го купиш. Колку чини, да речеме, од Киев до Харкив да отидеш и колку на рака треба да дадеш на тој комбето, кој што те вози низ Мински погиња. Сега му викам, што се правите? Дај финансирајте уште некои од тие традициите што ги правите, курсевите, вие не сте, вие не помагате новинарство, вие помагате така идеја за нешто, не знам што, антикорупција. Сакам да ти кажам дека воопшто
таа ситуација во која што се наоѓа и пропагандата и антипропагандата во Македонија околу конфликтот во Украина, во суштина ја го фати општеството прилично неподготвено. Да, И професионалните пориви се речиси непостоечки, имаш национални телевизии кои не чувствуваат никаква потреба. Пази, нема потреба да ги испратиш луѓето во Буча или да ги испратиш кај се сега него. Еден човек кој што ќе отиде 5 дена во Киев, да се јави од площадот во Киев. Не, мислам да не зборувам, или овој граѓанскиот сектор, кој проеу, окей, проеу, ама мислам, кој што значи на крајот тоа проеу? Не, стварно, и затоа ја банализираат, затоа станува банална тема Европската унија. И тоа, мислам, не знам како меѓу другото, и другите, мислам, никој не поддржува тој тип на градење на наративи сериозни во кои имаш и релевантни информации. Иначе, морам да ти кажам, сега започнав и многу интересна ми личи, читаме на биографија, колеги двајца французи имаат напишено првата биографија тоа на Зеленски. Едниот во Москва, другиот во Грузија, објавено е хите по Европа, за жал тука никој нема интерес кај нас. Се надевам дека можеби, но ќе зборуваме за тоа во друга прилика. И сашо пред да завршиме, мислам дека тука сме негде пред крај, Да, имаме уште веројатно минутка-две. Се сетивме на тема што оваа недела исто така ми направи голем впечаток, морам да ти кажам, и е доста илустративна за известни состојби. Не знам дали ја сфати информацијата дека некои од тие бугарите таму во институциите, некои овие наши велики патриоти, кој вика ја терале некоја од која соработувала со бугарскиот театар, демек представата ќе ја тргнеме затоа што сега односите со Македонија не се добри и она ако се представи како бугарка, тогаш може представата да оди. Пази го, мислам, таков прљав што справи, но пази што би направи впечаток. Тоа е една представа на Морфов, кој е добро позната нашава публика. Морфов имаше многу представи во кај нас направено. Морфов, цел ансамбл вика не, представата ќе играме. И она е од таму кај што доаѓа и е тоа што доаѓа. Представата се игра и има огромен аплауз. Сакам да кажам, во Бугарија има многу нормални луѓе. Па се разбира. Кои, за жал, ние не ги гледаме. И тука пак, ако треба да ја критикува власта, значи ти уместо овозможи поврзување на тие луѓе, тој диалог меѓу тој тип на луѓе, ти имаш им го предававме, ние разноразни шутраци кои нормално сеат истерија. Мислам, тоа е навистина за посебна тема и таа ќе се разбира, треба сепак бугарите го водат тој шутрасковскиот наратив. Одвратно мислам, кој кест, сега ја тргнеме представата. Но сакам да завршам со една да кажам порака дека ние седиме овдека и ја и ти како илјадници други, мислам, на крајот морализираме, филозофираме за војната во Украина, но не треба да забораваме дека историјата ја создаваат украинците на терен. Оние што стотици души, па и можда и повеќе гинат дневно, за својата слобода и за одбрана својата државен и национален суверенитет и интегритет, тие нивната жртва ја брани нашата колективна некаква слободарска, да кажем, судбина, идеја, борба и така натаму. И на тие, на година дена од оваа војна, на тие треба да им се поклониме, бидејќи луѓето навистина огромни жртви. Ова е цивилизацијски по мене судир меѓу авторитарноста и демократијата. Поразот на Украина ќе биде голем пораз за демократијата како концепт. И во таа мислам дека Третата светска војна во оваа смисла за која говорише веќе почната. Помеѓу демократијата и авторитаризмот, па дури овие истражувања што ги цитираме го покажуваат тоа. Таа не мислам војна дека ќе се претвори во ваква една кинетичка војна, да кажем, со артилерија и така натаму, иако ова со Путин може да ескалира во секоја насока. Меѓутоа сега се решава и украинците се на тој фронт, на фронтот на одбраната на една демократска, слободарска идеја која што, како да кажем, чисто пламен треба да се негува и мислам дека Запад и западната цивилизација тоа го разбира, затоа така масовно јавностите застануваат на... Да, и респект за тие луѓе таму стварно. И добро, Сашо, тука да завршиме. За денеска можда и малце повеќе. Да им, мислам, да.
Достани. А може вака, може да развиеме. Ние сега кои ќе изгасиме микрофони, продолжуваме да се докажеме. Ви благодариме и за ова одслушување, за тие што не слушаат. Веќе се работи за неколку илјади наши слушатели, па тамо негде после 5-та, 10-та епизода ќе удриме еден есап да видиме дали воопшто нешто сме успеале Борјан да направиме со овој наш подкаст. Добро, поздрав и од мене.